мора да ода со втор дел. Да видите дека тој феномен турбофолк е дел и од така наречениот западен, напреден, прогресивен, виножитен свет. Еве ви класичен пример, многу актуелен. Ја имате идејата за олимпизмот, кој што преку спортот треба луѓето да ги спои на сите континенти, треба да биде тогаш да престанат сите војни, сите непријателства, преку спортот луѓето да се здружат. И што се случува? Не може една држава, спортистите од една држава да настапат под знамето на својата собствена држава, затоа што ради некои политички причини. Ова се случуваше и во минатото. Олимпизмот или олимписките игри беше терен кај што продолжува затегностите, непријателствата од сферата на политиката. Прво, не знам, во Москва не допатуваа овие американските спортисти 79-та, 70, која беше на олимписките игри 78-та, потоа тој за 80-та година во Москва, потоа 84-та во САД, која беа олимписките, не допатуваа советските, руските, советските спортисти, итн. Но, што ми е поентата? Ја имате идејата на олимпизмот од една страна, нели? Мир за сите, мир во светот. Имате од друга страна најновата, релативно новата идеја на инклузивност, нели? Глобализмот и инклузивноста да влезат каде стигнат, да се тури во одредена работа се што може да се тури за да се одржи идејата на инклузивноста. Турлитава, значи да се направи. Имате вака, на олимписките игри, како олимписки спорт е влезен, значи од овој циклус, од овие олимписки игри, брейкденсот. Cooling at bar. I'm looking for some action, but like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. И тука имаш брейкденс. И се вака, некој нормален човек ќе се праша зошто бе не турите долга магарица као олимписка дисциплина, или Јанино, Джамли Ренту Туријан вади од позади на шлајка Джамли. Зошто бе, што не е спорт тоа? Знаеш колку е мука тоа ако сме играле по 2 сата, по тука рани, тука рацете, па грб те боли, па ова те боли, па мускулите болат, листовите болат од клечење, бутина, препони си истегнало, чепење тамо за убава, ргнеш, па коњак, нели, така. Зашо не иджа? Зашо оној што вежба на трапез у циркус, што работи, зашо он тоа да не биде олимписка дисциплина? Баш ка многу постаро е тоа брейкденсот. Зашо оној што не скротуе лавови не биде олимписка дисциплина? Шо знам? Зашо бе тешкото не е олимписка дисциплина? Шо? Не вреди тешкото да биде олимписка? Ајде да го видам некој брейкденсер да дојде да стои као штрк 2 сата на една нога и да се спушта полека. На другата нога. И па се тоа. И тоа трае, ова ја кратко го кажем, да не ви одземам време. Ајде да го видам нека дреме кој штрк на една нога 2 сата, док ја спушти другата нога. Или не знам, он е пајдушко, што е знам, или она која хо, па, и хо, па хоќе скокне. Па оној натапан. Ајде да ги видам. Зашо не е аргентинското танго олимписка дисциплина?
Што помалку вреди од брейкденсот, помалку естетик, што е проблемот? А? Можете комотно и, што знам, порно звездиве да ги поканите на олимписка дисциплина кој поише ќе издржи партнери, време. Зашто да не бе? Мислите тоа физички е лесно? Прашајте ги овие порно звездиве. Како име? Или најдугачка ерекција временски. Прца, не може да престане. Свајкате, и ова е турбофолк. И она е турбофолк, овие ЛГБТ идеологије, ова што се случи, па на крај на некој паметен му текна, па стај прс на чело, што го направија. Му прднало на некој ментално нестабилен. Од денес сум мушко. Од денес сум, тој мушко, од денес сум женско. И многу ми се плива на светско првенство, пошто као мушко која пливав, не освоив ниша, ама сега ако сум женско да пробам да пливам. И го пуштаа да плива со жени, тој 1,95 м, нозене пера и 53 број носи кондори, влага у базен, ги победува сите, добија овие будаливе златна медаља му даваат. Зашо? Затоа што се разбудил Сабајле и му текнало дека после 25 години дека е женско. Сваќате? И ова се зима една приказна, една идеја голема како олимпизмот или не знам инклузивност и не знам шо. И од неа се прави циркус, смејурија. Па на крај му текна некој, чекај бе, ова вака не иде, кој беше со тој пливачот, пливачката, више како да ги наречеш, овие нестабилни бе. Па му текна, на некој рече, чекај бе, не може вака. Утре ќе влезе у ринг некој од 150 кила, 2,10 висок, джудо или теквондо или она, муж, што ќе се пријави дека е жена, ќе ни ги потепа сите спортистки, ќе ги удаи тамо на татами, на душек, као се вика. Или, што знам јас, сваќате тој шит, тој кич, ментален, духовен, тој турбофолк, до какви размери може да отиде. Зимаш една идеја, неја ја ставаш у функција на некоја политичка идеја и правиш се, таа идеја, и правиш се за самата идеја да ја исчашиш у темелите, да ја поткопаш. Некритички, трпаш све, само со цел политичкава идеја да ја одржиш жива, млака. Кога гледаш више се лади, кога гледаш више нема везе целата работа. Ај сега ќе трпам. Што иде и што не иде. Дефиниција за кич. Си трпам. Брейк денс ке стават на олимписки игри. Можете и ова, како се вика, овие шамари што си маваат спорт, тоа исто спорт го направа. Двајца се шамари си маваат. И сакате спорт. На времето само еден од тие боречки спортови што беше со тепање, беше ја викаа најблагородната вештина, иако до ден не сватив зашто е најблагородната вештина боксов, која искачаш отечен колку оси да те касале после борба. И у наредни 3 месеци главата боли од ударите. И не знам, ти избиле зуб, ти избиле ова, ти избиле она и не знам. После години, али добро, имаше некои правила у боксот. Правила. Значи немаше онакви удари, немаше со нозе, со лакти, со не знам со шо, давења, мавења, кравати, шпанска кравата, вака кравата.
Имаше правила, удари под појас, не знам што вамо тамо. Сега гледате, нема правила, се враќа гладиаторството на стариот Рим. Се враќа на сцена, се враќа у медиуми, пуштете телевизија. УФЦ, МУФЦ, ММА, вамо тамо. Луѓе не може да ги анимираат на у ринг од ќутекот од удар што ќе прими од ова од она. Луѓето станаа жедни за крв од една страна, а од друга страна нели, светот станува суров, жеден за крв, жеден за гладиаторство, буквално на тие спортови е публиката ова или ова, значи да преживее борецот или да не преживее борецот. Уште тоа да го воведат и некој да одлучува као император, некој врховен судија да има да одлучува ако е ова, тој што е тамо судијата да се тргне да го остави да го дотепа. Уште тамо остана. Некој паметен напишал, заборев кој, тоа беше една многу добра книга, вака напиша. Една цивилизација, светска, голема, почнува да пропаѓа оној момент, кога ќе видите дека куварите стануваат главни звезди во светот, кога луѓето масовно посетуваат гладиаторски борби и уживаат во мирисот на крвта, и кога блудот, најтешките, најлошите човекови сексуални фантазии ќе го заземат приматот во јавноста, во однесувањето во. Ова го има пишано човек пред многу години, кога уште не постоела телевизијата, но постоеле други форми нели на медиуми, кај што исто така можеле нели да се прокламираат, декларираат, рекламираат ваквите овие работи, имало ова. Па сега вие видите до кој степен дојде оваа цивилизација. Блуд, баханалии, испервертирани сексуални елити кои што промовираат овие нездрава сексуална култура, нездрави сексуални ориентации, не што ги промовираат, него ги промовираат многу нападно, многу насилно, сакаат да влезат во вашите домови, сакаат да извршат влијание, индоктринација на младите умови, особено на децата, да ги сексуализираат пред време, да ги направат своји следбеници. Тоа е логика на опасни секти. Затоа се опасни, не затоа што некој решил да стане што се родил и си е хомосексуалец, пешкир, како сакате кажете го. Негов проблем. Немаме никој од нас, нема ништо против тоа дали е некој педер или е ова или она. Негов проблем. Додека ти немаш штета од тоа и додека ова, ако човекот уште квалитетен во својата работа, исполнителен, одговорен, што имам ја проблем со него дали е педер или не е педер. Но проблем е со елитите кои што ги промовираат на големо овие идеологии, даваат огромни пари на разни невладини организации. Зборував за тоа еднаш со една од тие организации на Канал 5 на времето на Само вистина. Огромни пари добиваат за да влезат во вашите домови и да ги индоктринираат вашите деца. Со тоа имаме проблем. А ова го зборам затоа што повторно гледам
на разни активисти наши, повторно тие невладени повторно се обидуваат да ги гонат, им се закануваат со судови, со цел да ги замолчат затоа што рекол вака или онака. Баш се една таква активистка пак се најде по таков напад 100 поред. И ова е исто така, овај апел до македонската влада, до ВМРО ДПМН е особено, полека најдете начин, човечно, соубаво, пред очите им на овие организации, да симнат малце топката на земја, да подишат чист воздух, да искочат малце на излет у планина, нека прошетаат. Помина времето кога критиката треба да биде ставена у категорија на говор на омраза. Мора тоа вие сега сите да го научите и затоа апел до ВМРО ДПМН е. Дајте им до знаење на овие. Тоа треба да престане. Треба да престана да изигруваат овај фашисти кога не се. Тие фашистички методи нека функционираат таму у пизду материну, у Холандија, у Белгија, у Норвешка. Овде не. Треба да држиме до слобода на говор, до слобода на мисла. Исто така, апел до ВМРО ДПМН е. Ако уште не сте смениле Несумутек, сменете екипата у таа, како се вика, комисија за борба против дискриминација, што не прогонуваа со години неколку души, што ни пишуваа нон-стоп представки затоа што си го браневме македонскиот народ, македонскиот идентитет пред нападите на фашизоиднине, оние што сакаа да не побугарчат. Сменете екипата, знам дека таа комисија се одбира, се прави таму у влада, у собрание. Сменете ги луѓето. Обратно треба да биде. Треба представки да им праќаат на сите пет около наши предавници и платеници кои што се борат тука против својот народ за интересите на Бугарија, и не знам кој, на Албанија и на не знам кој. Тие треба да бидат под прогон, а не ние во сопствената земја, во сопствениот дом. Немојте да им влегувате во тие турбо-фолк комбинации што доаѓаат од запад, од горе. Изградете, треба да се изградиме свој гледишта, свој светогледи, своја естетика. Да имаме своја собствена мисла за нас, за светот, за околината, за уредувањето, за системот, за да направиме самоодржлив систем. Утре да не заболе патка дали некој ќе сака да не прими вамо или онамо. Кога ќе направиме држава по сите стандарди теркови кај што владеат правото и законите. Кај што нема да смее секоја шуша да прави што сака. Да прогонува кого сака, зашто сака, требало, не требало. Ете, тоа е тоа, да не должам да не сум многу долг. Значи, предлогот до ВМРО ДПМН го кажав, како една позитивна идеја, да се почнат да се средуваат некои работи. Прогонот на македонците и на секој оној што не мисли како овие глобалистички турбофолк елити, кои што се платени со странски пари овде, да се заштитат сите критичари на нивните испервертирани идеологии и цели, кои што сакаат да ги наметнат врз ово општество, да го скапат во коренот, и пораката до Светскиот олимписки комитет, ако може овој циклус ништо, но следните олимписки игри, тешкото да влезе како олимписка дисциплина, обавезно може пајдушка, ама не, тешкото е наша она баш главен бренд на македонската музика. Па да видиме кој ќе не победи бе у тешкото, одма ќе станеме олимписки прваци.
Ай, нека го играят тежко. Ето това. Ай, се гледаме. Се надевам, не ви бев досаден.